Најмногу во Виничко 9, во Штипско 20 земјоделци помалку, Кочани 5, 4 во Берово и само 2 овоштари и лозари во Делчевско конкурирале за средства за подигнување на нови повеќе годишни насади на последниот оглас од програмата за рурален развој. На подигање на лози овошни насади кои исто така течеше во истиот временски период, имаме 26, тоа е таа бројката, заклучно со затварање на огласот. Годината беше тешка за лозаро-овоштарите. Пролетните мразими пред време го обраа родот. Штетите се проценија и до 90% измрзнување. Земјоделците кои ги пријавија штетите чекаат да бидат обештетени. Немаме уште ништо помош и за тоа, и обеќани дека ќе имаме обештетување од измрзнувањето, немаме уште ништо. Во меѓувреме од Министерството за земјоделство велат дека забрзани се постапките за исплата на штетите, повисоки субвенции по 10% по хектар со цел да се надомести дел од штетите ќе добијат и овоштарите и лозарите. Сега се доставени записниците до секторот, се обработуваат. Следната фаза од постапката е вештачења кои што ги прави Бирото за судски вештачења. Таму констатиравме дека ова биро е оптеретено со работа и таму има илјадници предмети кои што не се завршени и што навистина реално е проблем. Ги разгледуваме сите опции како да ја забрзаме оваа постапка, да се ангажираат, односно ги разгледуваме сите можности дали други проценители може да се ангажираат, се со цел да ја забрзаме постапката во интерес на самите земјоделци. Во Штипско од 350 хектари под винова лоза, 30 хектари се ново подигнати. Ново овошни насади во последниве 8 години се подигнати на околу 250 хектари.